4-годишно дете, кое се соочувало со застој во развојот, околу половина час, било оставено само во просторијата на градинката Олга Мицевска во Кичево, од која лесно можело да излезе надвор, сведочи мајката пред камерата на ТВ Алфа. Таа преку адвокат поднела кривична пријава против директорот на градинката, но Кичевското основно јавно обвинителство ја отфрлило со објаснување дека не постоело основано сомнение дека тој несовесно ги вршел своите овластувања и должности. Настанот се случил во април 2022 година, последен ден од генералниот штрајк во образованието. Дежурното отвори се го бараше детето не беше тука, меѓутоа таа се однесуваше сосем нормално како да ништо не се случило. Јас реков првен ќе го видам детето во каква состојба ќе излезе, детето беше само, оставено во шок, претрпено, со ликтање и со секоја мајка би ги сватила сценото дете ги стипулациите дека е во шок. Не добивам никакво оправдување, туку добивам едно од кај да знам јас кои деца се денеска. Барала да се види со директорот, но тој дента бил на приватно патување, а секретарката одбила да го побара. Од некој од вработените во градинката добила информација дека поради штрајкот во еден период од денот децата не биле згрижувани од негователка. Таа била некоја која што работела во персонал за кујна и која што ми кажа дел од вработените во самата градинка дека таа нема лиценција за работа. По случката никој од одговорните не ја побарал, освен негователката на Леонид, која, кога се случил настанот, била на одмор. Токму затоа решила правдата да ја бара преку институциите. Отидов веднаш отредента на адвокат, а што не така и имав исто совети да не одам во полиција, затоа што сите се негови луѓе таму, затоа што знаеме кој е тој, кој што тој е внук, раководител е внук на највисоката политичка албанска партија во Република Македонија. Значи, знаеме, вика, ќе отиде во некоја фиолка самата пријава, подобро да се умешува од адвокат, и адвокатот директно се однесе во обвинителство. Разочарана од одлуката на обвинителството, решена да оди до крај и да ги искористи сите правни можности. Таа обезбедила лиценца во меѓувреме, тука ќе бараме на каков начин се обезбедила и кога се обезбедила лиценцата, поготово сликите да ги земам, ја сретнав самата таа личност во ходникот и ја прашав, само кажете ми дали го имате лиценца за работа. Таа ми го изнегира, само ми рече, јас имам искуство во работа со деца. По овој настан, Христина заедно со семејството се сели од Македонија, а по траумата на Леонид му било потребно време за повторно да се адаптира и да го надокнади регресот во развојот поради претрпениот стрес.